Книгата Поезија молитвен дом е книжевна оставнина, поетска книжевна оставнина на поетот Бранко Бјадов, кој сосема случајно во моментов на промовирањето и објавувањето на книгата прави 9 годишен помен од неговото заминување од овој свет. Јас како негов рецензент, истовремено и внук, имам еден редок случај во кој што се наоѓам во ситуација да немам дистанца во однос на оно што треба да го коментирам или просудувам како литературен и книжевен теоретичар. Во таа смисла, мене улогата како редактор и рецензент ми беше дополнително отежната поради роднинските врски. Се работи за една книга која што е во својата осмисленост незавршена, и моја задача беше да се пронајдат сите сврзани ткива меѓу песните, бидејќи станува за разнороден материјал во смисла на временски период кога се пишување песните и во смисла на мотивски, тематски целини кои што ги содржи во себе. Самата книга ја поделив во 3 циклуса. Првиот циклус Молитвен дом, кој што е наставен како и самата книга и кој што е истовремено незавршена, содржи 20 на песни. Останува впечатокот дека да останел жив, да поживел поетот, ќе успеел да го заврши од тоа да направи посебна книга. Како иницијатор на сиот овој потврд се јави сопругата на чичко ми, мојата стрина Васка Бјадова, која што ги собра сите негови творби, песни кои што ги пишувал низ годините и од тој материјал всушност и се изгради оваа книга. Вториот циклус, кој што представува циклус единствено поради тематско-мотивските целини, кој што не беше именуван и морав јас како редактор да го именувам. Го именував по една песна Фреска и целиот втор циклус се нарекува Фрески. Во третиот циклус содржи други песни кои што се објавувани по разни поводи, конкурси, објавувани во списанија, некои се дури и наградувани. На крајот се содржани во самата книга и белешки, односно верзии, варијанти, обиди за песни на поетот, и тие се присутни со цел да се покаже творечкиот пат, како се доаѓа до една песна.